Хелсиншкиот комитет за човекови права во Атина поднел тужба против грчкиот министер за одбрана Панос Каменос. Во пријавата стои дека тој го прекршил антирасистичкиот закон во државата, бидејќи јавно поттикнал омраза против народот на Македонија и за нарушување на релациите меѓу двете земји. Ова пристигна како реакција по изјавата на коалициониот партнер на Ципрас, дадена во едно телевизиско интервју, во кој тој упатува навреди кон македонскиот народ. Εάν όλοι αυτοί είναι στο ΝΑΤΟ, τώρα τα Σκόπια καταλαμβάνεστε ότι από ποιους αποτελούνται. Αποτελούνται από πληθυσμό αλβανικό, βουλγάρικο και Έλληνες της μειονότητας οι οποίοι βρίσκονται στο μοναστήρι και στη Γεύγελη. Αυτό τα Σκόπια. Во телефонски изјава за 1TV, еден од представниците на македонците во Грција, Павле Васкопулос, вели дека ова е стандарден речник на дел од политичарите во Грција, па може да се каже и на државата, кога станува збор за малцинствата, кои тие не ги признаваат, а особено за македонците во земјата. Да се направи такво нешто, мора да има идеолошка реформа во Грција, почитување на разноликост и на националности и националните малцинства. За ово треба ново време и мора да се направи реформа пред се по почетокот во грчкото општество и во грчката политика. Ова не е прва навреда која упатува Каменос или пак некој друг политичар кон македонскиот народ, но и македонското малцинство кое живее во Грција. Васкопулос вели дека во разговор со председателот на грчкиот Хелсиншки комитет Панајотис Димитрас заклучиле дека неопходно е да се поднесе ваква тужба против министерот за одбрана за директно да се заштити демократијата и принципите кои треба да владеат во Грција.